Ќе помине ли францускиот предлог во парламентот без билатералниот протокол да биде јавно објавен и достапен за пратениците и граѓаните? Собранието не открива детали како ќе заврши постапката за носење заклучоци без клучниот документ во кој се содржани сите македонски отстапки по втората заедничка седница на Македонија и Бугарија, ама и согласноста за ревидирање на македонската историја. Од кабинетот на собранискиот спикер Талат Џафери засега се повикуваат само на трите листи известување за преговарачката рамка испратена од владата, но во јавноста циркулира информацијата дека мнозинството веќе ги има изготвено заклучоците, кои најверојатно глатко ќе си поминат на седницата која се поверојатно дека ќе биде закажана за во четврток, со оглед на тоа што сите албански партии и СДСМ даваат поддршка за ваквиот, како што сега го нарекува власта, европски предлог. Неизвестно е дали помалите коалициони партнери на власта, Дом, ЛДП и Демократски сојуз, ќе дадат поддршка со оглед на нивните забелешки во однос на целата преговарачка рамка. Од Демократски сојуз веќе испорача предлог за клучоци до Џафери. Павле Трајанов бара владата доследно да се придржува кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ како елементи за кои не се преговара. Наместо унилатералните изјави за македонскиот јазик да се додаде нов став по приемот на Македонија во Европската унија, македонскиот јазик да стане службен јазик без било какви можности за негово оспорување од страна на Европската унија или нејзина членка. Од преговарачката рамка да се изостават и билатерални прашања наметнати од Бугарија. Опозицијската ВМРО ДПМН не отстапува да се врати информацијата што ја испрати владата како нецелосен материјал и да не се нарушува дигнитетот на собранието со еден ваков документ. Од партијата бараат титно да се достави македонско-бугарскиот протокол, кој што представува најважен документ во овој процес и кој што е клучен документ врз кој се договараат правилата на игра меѓу двете земји во наредниот период. Од власта првоветуваа дека сите документи заедно со преговарачката рамка и протоколот кој бил усогласен меѓу Скопје и Софија ќе бидат објавени и испратени до собранието. Брзо потоа се тактизираше со денот на објавувањето на протоколот. За сега владината тројка Ковачевски, Марички и Османи да ја смени тезата, па сега велат дека протоколот не бил финализиран. Но дали власта навистина брза да ја заврши работата најдоцна 22 јули, од кога почнува и годишниот одмор на Европската комисија?